ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, втора трка поред, каде што имаме апсолутна лудница, карамбол од настани, феноменална прва трка во историјата за големата награда Тоскана. 3 старта буквално видовме, еден регуларен и 2 стартови, рестартови после црвеното знаме, многу инцидентни, многу дуели, битка за третото место, буквално битка од третото до 8-то место, постојано во текот на целата трка, една спартанска трка, трка на издржливост која дуото на Мерцедес, двоецот на Мерцедес, Хамилтон и Ботас повторно на врвот, би рекол вообичаените осомничени, меѓутоа овој пат на третото место наместо Макс Верстапен, кој вообичаено ги следи Мерцедесите, тоа е Алекс Албон, прв негов подиум во неговата кариера, сосема заслужено. На 2 пати беше многу близко до подиум претходно, меѓутоа на 2 пати имаше инцидент, токму со победникот од денешна трка Луис Хамилтон и сега конечно на подиумот Алекс Албон. Браво, каква трка, одлична. На почеток видовме еден инцидент каде што Гасли и Верстапен буквално се судрија меѓу себе и Кими Раиконен тука беше дел од тој инцидент. Едноставно се створи тесно грло, многу болиди на мал простор, доцно кочење, откако Макс Верстапен одлично стартуваше и за момент ја зазема втората позиција зад Валтери Ботас, кој морам да потенцирам дека неговиот прв старт беше навистина одличен. Викам, конечно Ботас да се разбуди, да го престигне Хамилтон на стартот, меѓутоа веднаш проблеми со моторната единица на Верстапен и пред почетокот на самата трка имаше проблеми со електрониката, со софтверот. Видовме дека механичарите мака-мача да го стартуваат болидот, така да можеби Верстапен и немаше долго да истрае во оваа трка, меѓутоа сепак од второ место веднаш се најде 10 позиции наназад и потоа беше вклучен во тој инцидент. Видовме оној рестарт каде што Валтери Ботас очено лошо го тоа спроведе, со тоа што го искористи максимално дозволениот простор, онаа последна линија која е дозволена за стартување после безбедносно возило, сакајќи да го елиминира правецот на стартно целата рамнина, што е можно повеќе од правецот да исфрли од игра за кога ќе стисне на педалата за газ, кога Валтери Ботас како предводник на колоната ќе рестартира трката, да има што помалку правец за да не може Луис Хамилтон да го престигне. Меѓутоа видовме дека некој од возачите од позадина изреагираа премногу рано, па настана уште еден карамбол, огромен судир, Саинц, Магнусен, Џовенаци, Латифи, сите во аут. Второ црвено знаме, рестарт, бркотница буквално помеѓу Албон, помеѓу Перес, помеѓу Строл, кој го предизвика другото црвено знаме, излетувајќи во таа бркотница помеѓу Албон и Рикардо за таа битка за трето место. Видовме тука и Ландо Норис го максимизираше денот, бидејќи доста искористи од грешките на другите, во една прилика и го престигна Перес, меѓутоа Перес повторно го престигна Норис преку питстопот, па така завршија кон крајот. Конечен резултат Луис Хамилтон и Валтери Ботас 1-2 за Мерцедес, Алекс Албон трети, Даниел Рикјардо Сорено четврти, одличен резултат. Серхио Перес, Рейсинг Поинт пето место, Ландо Норис, Макларен шести, Даниел Квиат седми, ја продолжува одличната серија на Алфа Таури на 1000-та трка, јубилеот на Ферари, двата болида на Ферари во бодови, Чарлс Леклерк 8 и Себастијан Фетел 10, измеѓу нив Кими Раиконен со Алфа Ромео. Би рекол, Чарлс Леклерк беше доста компетитивен на почетокот, меѓутоа неговиот болид како почне да ја троши таа најмека компонента на плевматици, така почне да назадува, потоа отидува со некоја алтернативна стратегија која би рекол на крајот вроди плод, иако не може се земе во предвид овој резултат дека таа стратегија била успешна, ако го земеме фактот дека само 12 водачи завршија на крајот од трката, а од 12 водачи да не бидете во првите 10 со болид на Ферари, мислам дека е научна фантастика, без разлика што имаат слаба сезона, меѓутоа да не им одзимам ништо, не направија грешки, извозеа одлична, чиста трка, би рекол, Леклерк беше доста воинствен во првиот дел од трката, така да добар начин покрај лошата сезона да се одбележи овој јубилеј, 1000 трки, 1000 големи награди на кои учествувал тимот од Маранело. Сигурно испуштив нешто, премногу настани, меѓутоа главниот заклучок е дека Формула 1 се врати од мртвите, буквално последниве 2 трки
се полни со непредвидливи ситуации и ние тоа сакаме да го гледаме, затоа ја следиме Формула 1, бидејќи на вистина може да креира некои сценарија кои не може да ги замислите ниту на филм. И кога би имале вака компетитивна борба за прво место, како што имаме компетитивна борба за средината помеѓу Рено, помеѓу Racing Point, помеѓу Мекларен и Ферари во оваа сезона, тоа би било, замислете таа борба да се пренесе за борба за титула, за борба за секоја трка за прво место, каде што десетинки ќе одлучуваат, би било фантастично. Меѓутоа, ајде да се надеваме во Имола следната недела на уште една ваква интересна и феноменална трка. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски. Лайк, шер и сабскрајб доколку ви се допаѓа содржината и ги очекувам вашите коментари на ова видео во содржината подолу. Се гледаме следниот викенд, голема награда на Имола. Поздрав!